Добро вечер, вести во 18 часот. Ова се настаните на денот. Правда за Кочани, консензус за евроинтеграциите. Главни пораки од годишното обраќање на председателката. Ако има решение за Украина и Молдавија, лесно ќе се најде и за нас. За опозицијата потврда за изолација на земјата. За власта издржан и принципиелен говор. Поскапува струјата. Од 1 јануари сметките ќе се зголемат од 57 до 900 денари месечно. Во прв и втор блок зголемувањето на месечната сметка е 2,59%. Владата прогласи кризна состојба поради неможноста за набавка на мазут. Европската унија очекува целосно нов кривичен законник во Македонија. Амбасадорот Рока со порака за независни истраги и судски пресуди за висока корупција. From our side, the European Commission recommends that North Macedonia should adopt a new criminal code. Вложени над 143 милиони евра, а магистралните гасоводи се уште не се во употреба. Нерешени имотно-правни односи и дозволи ја држат државната гасна мрежа закочена. Грипот коси, дури и 200 прегледи дневно во детската клиника Козле. Хоспитализирани се 60 на деца. Мерките за аерозагадувањето укинати. Предвремен зимски распуст нема да има. Евроинтеграциите, состојбите во судството и трагедијата во Кочани беа во фокусот на годишното обраќање на председателката Гордана Силјановска-Давкова. Пред пратениците во македонскиот парламент порача дека потребен е национален консензус и гаранции на патот кон Европската унија, а оцени дека трагедијата во Кочани е тест за довербата на граѓаните во судството. Деталите од Афродита Рамос. Најголемата пречка за македонскиот евроинтеграцијски пат се услови кои немаат поврзано со реформите. Ние сме технички усогласен, но политички блокиран кандидат, оцени председателката Гордана Силјановска-Давкова во незиното предновогодишно обраќање во собранието. Таа повика на национален консензус во однос на евроинтеграциите, бидејќи досегашното разногласие за прашањата од национален интерес не направиле слаба држава, рече председателката. Во кој член на договорот за добрососедство и пријателство со Бугарија, на чие спроведување исто така не обврзува Декембриската декларација, пишува дека треба да го смениме уставот за да почнеме преговори? Може ли со записник, потпишан од двајца министри за надворешни работи, не баре конзули, да се амандманира меѓународен договор, а тој пак, протоколот, синоним за записник, да стане дел од преговарачката рамка и од заклучоците и причина за промена на нашиот устав? Европската унија треба да избере едно или да најде свое креативно решение за деблокада на процесот. Ако има решение за Украина и Молдавија, лесно ќе се најде и за нас. Председателката порача дека ако во ЕУ пронашле решенија за Украина и Молдавија, можат и да одберат едно од владините предложени излезни решенија или пак да предложат свое, а во спротивно се добива впечаток дека на трети сили им одговара нашата блокада. Пораката, почитувани што ја праќам денеска од ова собрание, е дека без јасни гаранции од ЕУ и од Бугарија и без соодветни заштитни механизми, со уште една уставна промена, ние ризикуваме од овој процес да излеземе, како што старецот на Хемингвеј излезе од морето, со костур од риба, со соголен, изглодан суверенитет и идентитет, национален и културен. Во услови на блокирани евроинтеграции, во својот говор Силјановска-Давкова ја потенцираше важноста на стратешките партнери на државата, САД, Унгарија и Обединетото кралство, но напомена дека одбиени баратели на азил кои представуваат опасност за нив, се уште поголема опасност за нас. Председателката повика на доследно спроведување на реформите во правосудството, осврнувајќи се на големата трагедија во Кочани, чиј судски процес, посочи таа, е тест дали судството ќе ја стекне или трајно ќе ја изгуби довербата на граѓаните.
Треба да ги оставиме на мир обвинителите да обвинуваат, бранителите да бранат, а судиите да судат. Партиите и политичарите треба да ги прекинат дневно-политичките препукувања на сметка на работата на судот и болката на семејствата. Нивните најмили не можеме да ги вратиме. Единственото нешто што можеме да го вратиме е вербата дека правдата е можна во нашата држава. Затоа се важни реформите во правосудството, кои што започнуваат, според мене, со донесување на новиот закон за судски совет. Силјановска-Давкова ја потенцираше и неопходноста од поголема соработка со македонската дијаспора, за која рече дека станала побројна од домицилното население. Таа исто така апелираше фемицидот да се свати како сериозен проблем во државата, која патеме на трето место во Европа по бројот на убиени жени од нивните партнери. Председателката упати апел животната средина како национален ресурс активно да се мониторира, а како пример го посочи Преспанското езеро кој има алармантно намален водостој. Председателката одлучи да застане на страна на најкорумпираната влада досега. Вака опозицијската СДСМ го оцени годишното обраќање. Од ВМРО ДПМН пак сметаат дека говорот на Силјановска-Давкова бил издржан и принципиелен. Повеќе од Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Политичките партии од власта и опозицијата со различни гледишта и спротивставени ставови за годишното обраќање на председателката Гордана Силјановска-Давкова. За председателот на опозицијата Винко Филипче, денешното обраќање на председателката не понудило визија за иднината на државата. Како што рече Филипче, Силјановска-Давкова во говорот дала отворена поддршка на најкорумпираната влада во Европа, која ја води Македонија кон изолација и кон така наречениот српски свет. Жалам што председателката избра да застане на страната на најкорумпираната и криминална влада во историјата на држава и во овој момент во Европа. Оваа влада, а денеска председателката даде поддршка, ја води Македонија кон изолација, дека европската приказна за нас е завршена, нема да има никакви реформи и следи голема криза. Жалам што председателката не застана на страната на мнозинството граѓани кои сакаат оваа земја да видат интегрирана целосно во Европа. За Антонио Милошовски, пратеник од ВМРО ДПМН, во говорот председателката останала на незиниот принципиелен став кога се работи за отстапки надвор од копенхагенските критериуми. Милошовски ја поздрави и идејата на Силјановска-Давкова за вклучување на дијаспората како неизоставен дел од Македонија. Се работи за едно издржано образложение на незините годишни активности и согледување на проблемите, предизвиците со кои ще се соочува Македонија како држава. Она што е важно да се напомене е незиниот принципиелен став, кој што се совпаѓа со мислењето на големото мнозинство на граѓани во Македонија, а тоа е дека нашата определба се европските интеграции и немаме дилема околу целта, но во исто време со наметнувањето на билатерални прашања надвор од копенхашките критериуми, дилемата е известноста на патот до целта. Власта и опозицијата имаат спротивставени ставови по говорот на председателката и во однос на квалитетот на живот на граѓаните во Македонија, поскапувањето на струјата и заложбата да делегира представници во судскиот совет. Во владата беше донесена Националната развојна стратегија за периодот 2024-2044 година, со што според премиерот Христијан Мицкоски се поставени темелите на долгорочниот развоен правец на земјата. Националната развојна стратегија е креирана да биде водилка на развојот. Жив документ кој ќе го следиме, ќе го напредуваме и врз основа на кој ќе оценуваме успешноста на нашите политики. Нашата цел е јасна: долгорочен, одржлив и правичен развој. Развој кој ќе обезбеди подобар квалитет на живот за сите граѓани. Економска стабилност, институционална сигурност и држава подготвена да одговори на идните предизвици. Убеден сум дека
со заедничка работа, партнерство и визија, Националниот совет за развој ќе продолжи да биде столб на оваа трансформација и двигател на промените што ги заслужува земјата. Македонија ќе добие кафелерија и гробиште за миленици. Изградбата треба да почне идната година. Треба да се направат некои законски измени за ова да може да се оствари. Владата донесе одлука за постоење кризна состојба во снабдувањето со електричната енергија на целата територија на државата. Одлуката е со траење од 7 дена од денот на незиното влегување во сила, а донесена е на предлог на Управувачкиот комитет за координација и управување со системот за управување со кризи. Оваа одлука произлегува поради неможноста за набавка на мазут кој е неопходен во делот на производството. Задолжителните резерви на нафтени деривати ќе се отстапат без надомест, а АД-ЕСМ за трошењето на нафтениот дериват мазут има обврска да доставува извештај до владата и до Министерството за финансии, информира владината прес-служба. Сметките за струја од 1 јануари идната година ќе се зголемат од 57 денари месечно за домаќинствата што трошат само во првиот блок, до 900 денари за оние кои влегуваат во најскапиот, четвртиот блок, соопшти регулаторната комисија за енергетика. Покрај нив, цената на ефтината струја исто така ќе биде повисока. Сандра Спасовска за ова. За најголем дел од домаќинствата или околу 85% кои влегуваат во првиот и вториот блок со потрошувачка на струја, просечно сметките од 1 јануари ќе се зголемат од 57 до 70 денари. За оние во четвртиот блок, зголемувањето ќе биде и до 900 денари. Регулаторната комисија за енергетика ја коригираше пресметката доставена од универзалниот снабдувач, па така наместо предложените 7,66% во првиот блок, струјата ќе поскапи за 2,45%. Во вториот за 2,87, наместо предлогот на Евана Хоум кој бил 8,54%. Во третиот блок зголемувањето е 3,32%, наместо предлогот 9,63%. И во четвртиот блок зголемувањето е 3,84%, наместо предложените 11,86%. 517.400 домаќинства имаат потрошувачка само во прв блок и во ефтина тарифа. За една сметка, тука зголемувањето на трошоците е 2,28%. Во прв и втор блок, зголемувањето на месечната сметка е 2,59%. Домаќинства кои што имаат потрошувачка во прв, во втор и во трет блок, зголемувањето на месечната сметка е 2,79%, 4400 домаќинства, зголемувањето на месечната сметка е 3,22%. Во однос на ефтината тарифа на струја, Евана Хоум предложиле зголемување од 3,69%, додека согласно одлуката на регулаторната ќе се зголеми за 2,5%. Од регулаторна остануваат на ставот и дека надоместокот од 200 денари не треба да биде укинат и останува дел од сметките. Доколку се укине надоместокот од 200 денари, цената за мрежарина, која што сега изнесува 2,03 денари, ќе биде 2,6 денари, односно ќе се зголеми за 28%. Како резултат на тоа, доколку се укине надоместокот од 200 денари, првиот блок ќе се зголеми за дополнителни 8,46%, вториот блок ќе се зголеми за 7,19%, третиот блок ќе се зголеми за 5,77%, четвртиот блок за 2,69%. Од регулаторна велат со минималното зголемување се обезбедува стабилна цена следната година, истата ќе важи од 1 јануари, но доколку Евана Хоум не е задоволена од одлуката на РКЕ, може истата да ја обжали пред управен суд.
Почна изборната кампања за повторените локални избори за градоначалници во општините Гостивар, Маврово, Ростуше, Врапчиште и Центар Жупа, што ќе се одржат на 11 јануари. Изборната кампања за првиот круг на гласањето, како што налага роковникот за изборни действија, трае до 9 јануари, кога започнува молкот пред гласањето. Во 3 општини има по 20 кандидати за градоначалници, а во една општина има 1 кандидат. Изборите за градоначалник во овие 4 општини се повторуваат поради недоволниот одзив на гласачите во првиот круг од локалните избори. Градоначалникот на општина Струга Менди Ќура на пресконференција обвини дека, како што кажа, политичките структури од ДУИ, СДСМ и независната листа на Рами Смерко формирале тајна коалиција со цел да го блокираат работењето на општината. Деновиве сме сведоци како овие структури кои ги носат амблемите на АКИ, СДСМ и листата Мерко имат формирана тајна коалиција со цел да го парализираат општинските институции, да го блокираат развојот на општината и благосостојбата на граѓаните. Со бойкотирана седница на општинскиот совет, АКИ, СДСМ и листата Мерко покажаа дека воопшто не им се важни граѓаните и проектите. Ако Али Ахмети мисли да ја растури Македонија како Југославија, тоа нема да му помине, вели лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче за изјавата на лидерот на ДУИ, кој претходно на конгрес на партијата се пофали дека ја растурил Југославија. Сметам дека тие барања на Али Ахмети се само за негово лично политичко поентирање. Ние имаме одличен соживот со сите наши сограѓани од сите националности во нашата партија, во раководството на партијата има луѓе од другите етнички заедници. Гледам, кажал ја растурил Југославија, ако мислите дека вака ќе растури Македонија, може да му порачам дека нема да помине на овој начин. Потребен е целосно нов кривичен законник, смета евроамбасадорот во земјава Михалис Рокас, кој порача дека потребни се независни истраги и судски постапки против високата корупција. Повеќе од Јана Јосифовска. Потребен е нов кривичен законник усогласен со европското законодавство и реформа во правосудството кои се од пресудна важност, а за кои сите политички и судски актери треба да дејствуваат како еден, порача евроамбасадорот Михалис Рокас на денешната дебата за очекувањето од новите измени на кривичниот законник кои влегоа во собраниска процедура. Неказнивоста мора да заврши. Потребни се независни истраги и судски постапки против висока корупција, злоупотреби на функции и јавни набавки, а последиците од измените во КЗ во 2023-та мора да се коригираат, кажа Рокас. We were also quite astonished to see that despite the harm that these amendments were done, or even there were leaders of parties, they said that it was a mistake, that so much time has elapsed, almost 2 years. And neither the government nor the parliament have acted. From our side, the European Commission recommends that North Macedonia should adopt a new criminal code in line with the EU acquis and international standards. Председателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски е задоволен што собранието ја испочитувало нивната одлука во рокот од 6 месеци да ги стават новите измени на кривичниот законник во редовна постапка. Сега на потек собранието, а додека новите измени не бидат донесени, Уставен нема да ја коментира нивната содржина, посочи тој. Тој закон направи непоправлива штета на нашиот уставно-правен поредок. Бевме одговорни и им дадовме рок од 6 месеци. Тој рок го продолживме за уште неколку месеци. Конечно во парламентот стигна, односно на некој начин парламентот постапи во согласност со нашата одлука. Ние ќе треба да слушнеме експертска, стручна дебата, треба да видиме пратениците дали повторно ќе штитат некого или ќе го артикулираат
интересот на сопствените граѓани. Сепак дел од експертите и обвинителите не се оптимисти дека предложените нови измени на КЗ ќе дадат некакви особени резултати во борбата против криминалот и корупцијата. Очекувам од Уставниот суд, посебно кога постојат индиции дека овие измени сламо онака оддалеку се гледа дека се дадени проформа само за да се задоволи нешто, за да се купи време, за да се изигра собраниската процедура, дајте да направиме нешто што би се рекло надвор од оние рамки, outside of the box, за да воспоставиме конечно ред и дисциплина во државата. Универзитетскиот професор Денис Прешова смета дека уставен требало да оди похрабро и да донесе поништувачка одлука. Уште поспорно според мене дали навистина овие одредби што сега се предложени се идентични и се позаимени од тоа што дел од поголемиот пакет на овиот кривичен законник. Доколку не е така, тогаш е проблематично. Не заборавајте дека и да ги донесат новите измени за делата кои се сторени во овој период, за кои се води постапка, ќе важат претходните измени. Затоа јас сметам дека е најисправно да се оди на едно радикално решение. Новите законски измени за кривичниот законник засега не се знае кога ќе се најдат на дневен ред во собранието. Паралелно, Министерството за правда подготвува нов кривичен законник, кој во моментов се усогласува со 4 нови ЕУ директиви. Судиите и јавните обвинители во нов обид да добијат поголеми плати покрај најавите на владата дека ќе нема зголемување поради лошите оценки и малата доверба во правосудството. Тие преку Уставниот суд по втор пат се обидуваат да го вратат барем повисокиот коефициент, според кој се пресметува нивниот личен доход. За ова Михајло Видимлиски. Платите на судиите и обвинителите повторно пред уставните суди. За утрешната седница на дневен ред се две иницијативи со кои се бара од Уставен суд да се укине намалувањето на коефициентите за пресметка на плата. Во иницијативата подпишана од судиите од Граѓанскиот суд во Скопје Ерол Абдулај и Александра Палашевска е наведено дека иако Уставен во јануари годинава одлучи да не поведе постапка, сепак во меѓувреме има променети околности, посочувајќи на граѓански постапки за надоместна разлика на плата за месец јануари 2024 во кој е одлучено на тужителката да се исплати разлика за помала исплатена плата во нето износ од 15.115 денари, како и да изврши доплата на придонесите на тој износ. Се наведува дека одлуката на Основниот суд Тетово ја потврдува и Апелациониот суд Гостивар, а во други судови и други суди имаат поднесено тужби со барања за помалку исплатена плата за јануари 2024. Според подносителот, со оспорените измени, утврдениот коефициент се намалува во 2024 година, иако е стекнато право кое судиите го поседувале 17 години. Судиите бараат од Уставен да процени дали намалувањето на коефициентот следува како резултат на реални и објективни околности во државата или представува само популистичка мерка. Издруженијето на обвинители преку председателот Елвин Вели смета дека со измените на платите е нанесена директна штета на личните примања на обвинителите и членовите на Советот на јавните обвинители. Подносителот тврди дека повреден е принципот на независност на јавното обвинителство и Советот на јавните обвинители. Дополнително, менувањето на платата преку намалување на коефициентите оди во правец да се изгуби предвидливоста во остварувањето на месечните приходи. Велат од Уставен. Овие две иницијативи се споени во еден предмет. Слични иницијативи за платите на судиите и обвинителите пред судот се најдоа и лани, но тогаш уставните суди одлучија да не поведат постапка. Зголемен е бројот на прегледи во детската клиника Козле. Оттаму велат дека за само 24 часа имале над 200 интервенции за деца со симптоми на грип. Во прилог на развој на грипот е и аерозагадувањето, за кое од денеска препораките од надлежните институции престанаа да важат. За ова Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. 200 деца се прегледани во рок од 24 часа во детската клиника Козле со симптоми на грип. Децата се со зголемена температура, отежнато дишење и кашлица. 60 деца се хоспитализирани, а едно новороденче е на кислородна поддршка. Во клиничката слика доминираат симптоми на грип, односно покачена телесна температура, носна секреција, кашлица, малаксаност, болки во мускули. Хоспитализирани се 60 на деца. Исто така во периодов имаме и доенчиња со РСВ инфекција, со респираторен синцитиелен вирус.
Моментално само едно детенце ни е на кислородна поддршка, така што можам да кажам дека грипот зема замав. Од тие што ни се докажани е инфлуенца А, доминира инфлуенца А, меѓутоа според клиничка слика и сите останати веројатно се со грип. Во прилог на развој на грипот е и загадениот воздух. Граѓаните пред празниците се дружат во поголеми групи. Педијатрите со апел децата да не се носат на масовни настани во затворени простории и болните деца да останат дома, да не одат во училиште и во градинка. Се собираат во молови, во затворен простор, каде што е многу поголема шансата за ширење на инфекциите. Така што родителите стекоа можност да ја користат барем наводно да ги качат децата, бидејќи таму секако воздухот е почист. Дома, доколку има да се користат прочистувачи на воздух, да ја следат загаденоста, кога не е загадено да проветруваат. Спас од загадениот воздух е најавениот дожд и снег во наредните денови, најавуваат од УХМР. Попладне и во текот на ноќта ќе има повремени локални врнежи од дожд. На планините врнежите ќе преминуваат во снег. Учениците ќе следат настава до крајот на месецов и потоа заминуваат на зимски распуст. Ке нема порано распуштање поради аерозагадувањето, вели министерката за образование Весна Јаневска. Остануваат уште многу малку денови до распустот на децата. Мене ми е жал што мора да направам груба споредба, но во некои европски земји децата и кога имаат грип и во градина и во градинки и на училиште одат на настава се додека нивното здравје не е загрозено. Би било проблем како што во минатото се случуваше да ги скратуваме учебните денови, учениците да отсуствуваат затоа што родителите ги носат на поевтино одмор и за да се подготват за писмена и така натаму, овие негативни појави полекат ќе треба да почнеме да ги отстрануваме. И покрај вложените над 143 милиони евра за изградба на трите магистрални гасоводи, тие се уште не се ставени во употреба, утврди Државниот завод за ревизија во извештајот за работата на Нома Газ. Дополнително ревизорите утврдиле и неправилности во управувањето со имотот и распределбата на надоместоци. Маја Стојановска. И покрај вложени над 143 милиони евра јавни средства, трите магистрални државни гасоводи во должина од 267 километри, иако се изградени, поради нерешени имотно-правни односи, необезбедени имотни листови одобренија за употреба, се уште не се ставени во функција, утврдиле државните ревизори. Станува збор за гасоводите од Куманово до Неготино, потоа од Неготино до Битола и од Скопје до Гостивар, кои се градеа од 2016 до 2024 година, а очекувањата се да се овозможи ставање во функција. Откако со измените на законот за градење во јуни беше олесната процедурата за ваков тип на градби. Сепак за тоа да се случи и гасот конечно да протече низ цевките, ќе треба да се избере и оператор. Кон крајот на 2019 година од страна на владата донесена е одлука за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно-приватно партнерство за дистрибутивниот систем на природен газ во Македонија. Но оваа постапка со одлука на владата во август 2024 година е поништена, поради што и натаму останува неизвестно определувањето на операторот за дистрибуција на природен газ. Стои меѓу другото во извештајот на ревизорите, во кој е изразено и неповолно мислење за објективноста на финансиските извештаи на компанијата за 2024 година, за тоа што конкретно презема Номагаз за пуштање во употреба на трите магистрални гасоводи, но и за надминување на останатите утврдени пропусти нотирани во извештајот на ДЗР. Упативме прашање до компанијата, за кој до овој момент не добивме одговор. И додека гасоводната мрежа низ земјата и натаму е нефункционална, државата е фокусирана на поврзување со Грција и Србија. Министерката за енергетика вчера најави дека до 2027 и двата интерконектори треба да бидат готови. Куваме исто така до крај на 2027 година да биде завршено, што значи дека Македонија ќе биде сериозна, односно ќе се транзитира Грција, Македонија, Србија газ.
Инаку на почетокот на декември, Номагас доби ново раководство. Претходниот извршен директор Мухамет Алмази стана градоначалник на Сарај по локалните избори, а неговото место го наследи Недим Рама, угостител од Чаер, кој како кадар на Изет Меджити претходно се споменуваше и како можен кандидат за министар за животна средина. Интензивно се работи на изградба на кафилерија во Македонија, но и на решавање на проблемот со немање гробишта за домашни миленици, вели директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Оливер Миланов. Очекува до средината на идната година да бидат договорени локациите, пошто треба да почне и практичната реализација на терен. За ова Јордан Цветановски. Македонија ќе добие гробиште и крематориум за домашни миленици, најави директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Оливер Миланов. Тој соопшти дека се очекува до средината на следната година да бидат договорени основите и за крематориумот и за гробиштата, како локации и инфраструктура, па потоа да се започнат конкретни активности. Гробиштата е планирано да бидат направени подалеку од градските средини на ненаселени места, а за ова ќе се разговара и со министерот за локална самоуправа и со ЗЕЛС. Секоја општина, ако може да има и прифатилиште и гробишта за миленици, тоа ќе им биде укажано на градоначалниците. Има и најнов модел како во повеќето европски држави. Мобилна кафилерија која овозможува да се земе трупот, да се однесе на точно утврдено место и да се изгори. Вели директорот Миланов. Од Сдруженијето за заштита и благосостојбата на животните Анима Мундија поздравија ваквата најава. Од таму за Канал 5 велат дека и во минатото имале неколку вакви барања, но биле неуспешни. Знаеме од дискусиите во минатото дека треба да се направат некои законски измени за ова да може да се оствари. До сега буквално никогаш никој не покажал интерес. Да, имало ветувања. Свесни сме сите дека сите градоначалници до сега и слично го ставале ова како некој план во нивните ветувања предизборни. Меѓутоа никогаш до сега не било остварено. Дел од граѓаните, наместо на подостоинствено место, своите миленичиња по смртта ги оставаа на депониите наменети за депонирање отпад. Останете на Канал 5, по рекламите погледнете го на новото издание на Самовистина. Ние се гледаме во вечерните вести. Пријатно.